Пиротехниката во импровизираната дискотека Пулс била поставена кога внатре имало гости непосредно пред групата ДНК да го почне својот настап. Ваков исказ денеска даде студентката Теја Ѓоргиева. Во дискотеката пристигнала околу 1 часот. Заедно со своите пријатели се сместиле на маса веднаш пред бината, пошто забележала лица кои не ги познава како ги местат пиротехничките средства. Додека бев присутна се поставија. Видов дека ги поставуваат, ама не знам кои беа. Не ми беа познати лицата. Беа како рогови, помали. Беа поставени доста блиску до нас. Баш му кажав на пријател дека се многу блиску и дека може да ме испрска на косата, рече таа. Чадот и повикот од Панчо да излезат од дискотеката никој не го сватил сериозно. Тргнала кон излезот и се нашла заглавена во така наречениот пушачки простор помеѓу двете врати за влез. Забележала дека гужвата се зголемила, но предпоставувала дека тоа не е толку страшно. Почувствувала силен мирис, а од позади слушнала и експлозија. Досега не бев осетила такво нешто, како кисело, не знам како да го опишам. Чуден многу. Вака се обиде да ја опише миризбата која се ширала во дискотеката. Во така наречениот пушачки простор од гужвата се нашла во лежачка положба. Држала еден од пријателите за рака. Побарала помош, а ја извлекол обезбедувачот Стојанчо кој ја повлекол за рака и ја изнесол надвор. На вкрстените прашања од одбраната кажа дека можела да забележи дека членовите на обезбедувањето со крпи или мајци на лицата ги извлекувале младите кои биле заглавени пред вратата на дискотеката. На денешното рочиште требаше да сведочат 3 сведоци, но судот за едниот сведок не добил известување од МВР дали е доставена поканата, а другиот е недостапен. Меѓутоа, одбраната кажа дека тој е во Бугарија и дека ќе сведочи на 4 мај. На следното рочиште на 28 април вештите лица од судска медицина ќе ги презентираат обдукцијските извештаи. Даниел Василев, Сител телевизија.